Скопје денес одбележува 80 години од неговото ослободување. Имено на 13 ноември 1944 година Скопје било ослободено од фашистичката окупација благодарение на храброста и пркоста на Народно-ослободителната војска. Битката за Скопје била дел од широката операција која резултирала со ослободата на градот, кој претходно бил под германска и бугарска власт. Ослободувањето на Скопје на 13 ноември било важен чекор во конечниот пат на фашизмот како во Југославија, така и во целиот регион. Германците ги имале минирано сите значајни објекти, како зградата на железничката станица, Кранговата палата, палата Бановина, дирекцијата на полицијата, Народната банка, домот на армијата, учителската школа и неколку други згради крај кејот на Вардар, вклучувајќи ги сите мостови во градот. Последната битка се водела во учителската школа, денешна општина Центар. Таму биле заробени 86 германски војници. Со незиното ослободување конечно се прогласува цело Скопје за ослободено. Победата над непријателот во Скопје била дочекана со солзи радосници и цвеќиња. Животот го загубиле 426 борци, од кои 8 жени и 418 мажи. Животот го загубиле и цивили кои во текот на битките застанале и го бранеле камениот мост. По повод 13 ноември, денот на ослободувањето на градот Скопје, градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски на социјалните мрежи објави видео обраќање до скопјани, во кое ги повика заедно да се борат за подобро Скопје. Како градоначалник на една од најголемите скопски општини, ве повикувам заедно да се бориме за подобро Скопје. Ако пред 80 години нашите предци воделе борба против окупаторот, нашата генерација води борба против неспособноста на актуелното раководство на градот. Скопје тогаш се ослободи. Ве уверувам дека и ние ќе успееме, вели во обраќањето Стевковски. На почетокот од видео обраќањето Стевковски се осврна и на актуелните проблеми со кои се соочуваат скопјани од аспект на комуналната хигиена и нередовниот автобуски превоз, зашто порача: Скопјани не го заслужуваат ова. Ова не е вистинскиот лик на нашето Скопје, истакна првиот човек на Газибаба. Градоначалникот на општина Киселавода Орце Ѓорѓиевски денес положи цвеќе пред паметникот на загинатите борци кои животот го положија за слободата на Скопје. Ѓорѓиевски се осврна на историскиот момент и заслугата на партизаните за слободата која денес ја живееме, но и за обврската кон нив која ја имаме за Скопје повторно да биде убав град и поубаво место за живење. Денешниот ден е символ на една борба, на непокор, на храбриот македонски народ кој застанал на вистинската страна на историјата. Славиме еден јубилеј, славиме 80 години од моментот кога нашето Скопје беше ослободено од фашистичкиот окупатор и неговите слуги. И денес се поклонуваме на најзаслужните, на плејадата борци, на хероите кои го положија својот живот и го славиме и чуваме нивното возвишено дело. Секој наш придонес кон поубав град е благодарност кон оние кои ни ја подарија слободата, истакна првиот човек на Киселавода. По повод 80 годишнината од ослободувањето на град Скопје, денеска со низа почести пред споменикот на борците од првиот скопски партизански одред, почито дадоа и градоначалникот на општина Центар Стефчо Јакимовски, како и делегации на Сојузот на борци на Македонија. Во рамки на свеченоста беа засадени 40 дрвца од видот црвенолисан јавор, како дел од завршната еко-есенска акција на општина Карпош. Првиот човек на општината во своето обраќање проговори за минатото и сеќавањата на 13 ноември далечната 1944 година. Да го одбележиме достоинствено овој голем празник, ослободувањето на Скопје сите заедно, ден кога почнува да се развива слободарскиот дух во Македонија и полека, но сигурно започнува да се гради современата држава. Од тука години подоцна, градоначалниците, како и самите граѓани, придонесуваат да започне ерата на градење и развивање на главниот град, истакна Јакимовски. Инаку Сојузот на борци на Македонија, Карпош, во претходно организиран литературен конкурс, ги повика учениците од сите основни училишта на територија на Карпош, кои учествуваа и кои ги освоија првите награди, да ги прочитаат своите дела пред присутните.
По повод одбележување на 13 ноември, 4 члена делегација од општина Карпош денеска им оддаде почит на паднатите борци од народно-ослободителната борба, положувајќи свежо цвеќе пред споменикот на ослободителите на Скопје. Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје по повод својот 79-ти роден ден во петок на 15 ноември во 12 часот ќе одржи презентација на дигиталната колекција Анте Поповски. Ваквиот проект е во соработка со семејството на Поповски и Сдруженијето за зачувување на делото на Анте Поповски, Анте во перо. Дигитализирањето на творештвото на Поповски, како и целокупната дигитална платформа, се од особено значење за афирмација на македонската култура и јазик и нивна поголема достапност до студентите, истражувачите и академската фела, велат од Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно